Математика 8 деление, 4 наставна тема, 3 наставна единица, периметар и плоштина на круг. На страна 139 од учебникот имаме повеќе задачи. 4 задача. Лошо е снимано. Во сите три случаеви се бара да го определиме диаметарот на кругот, ако ни е познат периметарот. Значи, D е еднакво на знак прашалник. Формула за определување периметар кој го знаеме диаметарот на кругот е еднакво на D по π. А од тука D е еднакво на L врз π. Па заменуваме, подат имаме 96 да го делиме на 3,14 стотинки. 30,57 стотинки сантиметри беа тие и овие се сантиметри. Заокружував на 2 децимални места. Под Б. D е еднаква на, сега имаме 27 мм, доделиме на 3,14 стотинки. D е еднакво на 8,60 стотинки милиметри. Нулата можете да ја изоставите. Под В. Сега ќе имаме 45 см врз Лудолфовиот број. Тоа е 14,33 стотинки сантиметри. Петта задача. Дадени се периметрите на кругови. Пресмети ги нивните радиуси. Имаме 3 случаеви. L еднакво на 2π по R, а од тука R е еднакво на L врз 2π. 2 по π е 6,28. Се извинувам, па R ќе биде еднакво на под А 32 врз 6,28 стотинки. 2 пати по 3,14 стотинки е толку. Го уредуваме тоа делење и добиваме 5,10 стотинки. Нулата не мора да пишувате. 5,1 десетинка сантиметри. Под А. Под Б имаме решение во милиметри. Е еднакво на 18 мм врз 6,28 стотинки, 2,87 стотинки милиметри. Имаме уште случај под В, кој сум го прескокнал, па ќе го запишеме овде. Под В имаме 100 см, да го делиме на удвоениот производ на Лудолфовиот број. Можевме вака да запишеме или со дробна црта, заедно, па ќе добиеме 15,92 стотинки сантиметри. 6. Дополни ги празните места во табелата. Одговорите заокружи ги на 2 децимални места. Познат радиус, диаметарот двојно поголем. 24 мм. Познат радиусот, диаметарот, радиусот 2 пати помал. 8 сантиметри. Познат диаметарот, радиусот 2 пати помал, 0,85 стотинки метри. Познат радиусот, диаметарот 2 пати поголем ќе биде, па ќе имаме 1,2 десетинки метри. А сега бараме периметар. Или еднакво на 2π по R. Заменуваме 2 по Лудолфовиот број по радиусот ни беше 12. Се множи тоа, се добива одговор 75,36 стотинки милиметри. Повторно бараме периметар. D по π. Значи ги користам податоците кои ми се дадени во табелата. Зошто диаметарот не го користев, тогаш ја користев формулата D по L еднакво на D по π. Доколку сгрешев за определување должината на диаметарот, ќе ми беше погрешно пресметани тоа колку е периметарот. Во вториот случај познат ми е периметарот, затоа ќе ја користам формулата D по π.
Заменувам 16 полудлуфовиот број 50,24 сантиметри. А овде имаме познат периметар, ги бараме радиусот и диаметерот. D беше еднакво на L врз π. Го користевме тоа. Заменуваме 65 см поделено на 3,14, 20,7 сантиметри е диаметерот, радиусот ќе биде половина од тоа, 10,35 сантиметри. Овде треба да го определиме периметерот, а познат ми беше диаметерот. Значи ќе користам формулата L еднакво на D по π, 1,7 метри по 3,14 и добивам 5,34 метри. Познат ми беше радиусот, ќе користам формулата L еднакво на 2π по R, 2 по лудлуфовиот број по 0,60 метри, ги множам тие и добивам 3,77 метри е периметарот. Во овие задачи од периметар на круг и плоштина на круг, ви е дозволено да користите калкулатор и препорачува да го користите дугмето од калкулаторот за таму кај што е поставен лудлуфовиот број на 6 или 8 или повеќе децимални места, тогаш вредноста на π ќе биде, така да доколку така работите, решенијата ќе ви се разликуваат, меѓутоа незначително. 7 задача. Тркалезна маса има диаметар. Познат диаметарот. Одреди го периметарот на масата. L еднакво на D по π, 1,4 метри по лудлуфовиот број, периметарот на масата ќе биде 4,40 метри. Таа нула не мора ние да ја пишувате. 8. Колкава должина на лента е потребна да се обвие торта со диаметар 25 сантиметри. L еднакво на диаметерот не е познат, пак ја користам таа формула, 25 по лудлуфовиот број, 78,5 сантиметри е должината на лентата за обвиткување на тортата. Задача број 9, 10 и 11 ќе ги разгледаме во наредното видео. Ви благодарам.